Ве молам За себе ова што го направивте се оди во затвор. Овдека се прави манипулација. Чекај да немаме забуни. Кажете надвор од собранието за да можам да ви кажам на свет. Може да го смирите? Да. Ве молам за тишина. Колку категории наградба има согласно Законот за градење? Согласно Законот за градење има две категории наградба. Кажете од која категорија е објектот Космот? Објектот според одобрениот план е во трета категорија. Ке одговарате согласно Законот за лажни искази во собрание. Која категорија е објектот Космос? Значи за тоа ќе морам да ви кажам да се огласите до. Значи Кој вие ги- како инспектор не знаете од која категорија е објектот. Во ред. По која категорија е Космос? Во втора категорија. Дали Елисафета Најдовска е надлежен инспектор во случајот Космос? Вие со вашиот имунитет ме прашувате. Господине Духовски, ако не сте во момент, можете и писмено да одговорите. Со задоволство сакам да одговорам на прашањето на пратеникот. Дали, значи, Елисафета Најдовска е надлежен инспектор во случајот Космос? Јас би ве замолил да побарате автентично толкување од законодавниот дом на кој што и вие самиот сте член. Господин Саша. Во членот 128 став 2 стои дека овластениот инспектор е надлежен да врши инспекцијски надзор само на објекти од 3, 4 и 5 категорија, а во членот 57 такви категории веќе не постојат. Согласно Законот за градење, за која категорија имате право како овластен градежен инспектор да вршите надзор и изготвувате записници? И тоа не знаете. За ова писмено ќе морам. И тоа не знаете. Може, нема проблем. Не знаете кои ви се овластувања, не знаете од која категорија е Космос, знаете дека е дивоградба. Врз база на што? Писмено. Писмено ќе даде одговор. Следно прашање. Вие сте член на Советот на општина Бутел, од редот на ВМРО ДПМН. Дали знаете дека за вашето незаконско поставување можете и кривично да одговарате и во затвор да завршите? Да, знам. Практично сите чекори во издавањето на решенијата од страна на општина Газибаба се буквално вон важечката позитивна законска регулатива.